Добродошли на сите. Драго ми е, пак ќе кажам што имаме гости. Драго ми е што можеме да зборуваме на една тема која не само мене, на мнозина им лежи на срце и тема за која многу и пастори, и старешини, и луѓе со кои сум разговарал, многу често знаат да ја закачат и да ја дебатираме и да ја дискутираме, а тоа е црквата. Значи, се оно што ќе кажам, се оно што сакам да го зборувам денеска, е нешто кое треба да не поучи, ами да не покара. И малку да разбереме некои работи, можда поинаку да ги сватиме, отколку што можеби ги гледаме секој ден. Живееме во време во кое сакаме се што сакаме, кога сакаме, како сакаме, во времето кога сакаме да ни го донесат. Едно време се радувавме, јас прв пат порачав нешто онлайн некаде пред можеби 17 години. Му треба 3 недели да стигне и се радував. Оти ми стигнало после 3 недели. Сега, кога ќе порачате на Амазон нешто, ако не стигне до утре, викаш касни. Нешто ми е доцна, го нема, не пристигна. Ковидот ни го дигна тоа на едно многу поинако, дури на повисоко и појако ниво, ако смеам да го кажам. И тоа ниво, денеска, можам само да го наречам конзумеризам. Зошто? Затоа што викаме, сакам се што ми треба сега. Мене ми треба, дај ми го. Кога ми треба? Во моментот ми треба. Ево, вчера ми требаше, сабајлево ќе те дочекам, после веќе ми е доцна. Ова е многу тешко. Ковидот направи многу за тој конзумеризам и по црквите. Во која смисла? Затоа што пред 30 години, кога за прв пат се појавија, ќе се сетите некои постарите, помладите не го разбираат тоа, ама кога за прв пат се појавија сателитски антени. Тие што имаа сателитска антена од 2,5-3 метра таму на кровот, што мисли дека Марс го фаќаат, нели? Можеа да најдат христијани кои проповедаа онлайн, не онлайн во тоа време, него на сателит, и да го слушаме Евангелието. И викавме, леле, вау! Денеска секој со телефон од 1000 денари може да се вклучи во Македонија, не мора да знае јазик и може да преврти 15 луѓе, барем ја што ги знам, што емитуваат на интернет, дали стриминг, дали вака, дали онака, сите ќе ги провери, ева ми се допаѓа, ова не ми се допаѓа, ова го сакам, ова го неќам. И јас разбирам дека една од причините за тоа е фактот дека во денешното цело општество, не само во црква, веќе луѓето не сакаат да имаат одговорност, не сакаат да им дадеш задача, не сакаат да им кажеш од тебе се очекува да го направиш ова или оно. Ако не ми верувате на зборовите, погледнете ги сите избори што се случуваат во државата. Не само кај нас, по целиот свет, процентот на луѓе, например, што ќе излезат да гласа. Сите се жалиме, сите овкаме, сите стенкаме, кога ќе дојдат до избори, не излегуваат луѓето. Зошто па и со мене, без мене иста е работа. Ама после имам право па да се жалам и да се борам. Ова не е политички проглас, само зборувам дека реално таа одговорност дека од мене нешто зависи, неќам. Сакам да сум главен, ама одговорноста да е туѓа. Сакам јас да имам избор, ама некој друг да ја носи одговорноста. Јас што помалку, уште помалку, колку што може подобро. Истото, пак ќе го речем и во црквата. Многу е тешко човек да каже јас сакам да сум во оваа црква, јас сакам да сум на ова место и да останам тука не само денес, туку до крајот на мојот живот. Или додека Господ не ми каже да си одам, додека немам некоја сериозна причина и цел. И тоа е едно нешто за кое сакам денеска да зборувам тука. Многу често јас слушам кога зборне со луѓе дека јас одам во таа и таа црква. Ставете го името. Или не е важно кој името ќе го ставиш, или уште почесто некој ќе рече мојата црква е таа и таа. Јас одам во Евангелска соборна црква во центар. Ке каже, супер, одлично, оваа е мојата црква. И сите сваќаме што сакаме да кажеме со тоа. И црквата, многу важно, многу често ја зимаме со таа конотација. Ова е мојата и таа црква. Сакам да ви објаснам нешто, ова не е твоја црква. Не е твоја црква. Нити ја поседуваш оваа црква, нити оваа твоја црква. Иако може би тука си се родил и тука може би ќе те погребе. Тоа е реалноста. Ова црква не е. Ова не е твојата црква, бидејќи ти си црквата. Ова не е моја црква, бидејќи јас сум црквата за себе. Црквата сме сите ние кои доаѓаме. Ние велиме, да кажеме во крајна линија, ЕСЦ Скопје, Евангелска соборна црква, се собира на Христос Мирненски, број 20. Тука се собираме. Тука не е црквата соборна црква. Соборната црква се сите членови нејзини, каде да се наоѓаат. Ако ова го сватиме, ќе разбереме нешто многу битно. Дека никој не ни е крив ако црквата не чини. Јас не чинам, ти не чиниш, здруженијето не чини. Не е лесна тема,
Ама сакам да ја размислиме, бидејќи е многу битна. Во крајна сметка, пасторот не проповеда во црквата, туку пасторот и проповеда на црквата. Тој и служи на црквата. Кога вака ќе ја сватиме, ќе објаснам што сакам да кажам со тоа, малку ќе ни биде полесно да ги сватиме стварите. Ти и јас сме оваа црква. Затоа што еден ден по нашиот живот, некогаш, негде, сме кажале ти си Христос, син на живиот Бог. И секогаш кога некој од нас го исповедал Исус, века секој кој го исповеда Исус и во срцето верува дека Бог го воскресен од мртвите, што? Ќе биде спасен. Тој станал место во кое се вселува Божиот Свети Дух. И тоа го прави храм Божи, црква Божја, ако сакате. И тој храм потоа се манифестира на еден начин, за кој ќе зборуваме денеска. Ама зграда како зграда, место како место, назив како назив, институција како институција, не е црква. Денеска многу се зборува за признавањето на Македонска православна црква, Охридска архиепископија и така натака. Многу дебати се водат. Црквата е секој кој има Христос во своето срце. И тоа никој не може да ви го одземе. Никој не може да ви го одземе. Никој не може тоа да го земе. Кога си спасен, кога ќе влезеш во црква, кога ќе дојдеш во собирот на верници, ти дел од црквата носиш со себе си. Ајде да видиме еден текст многу кратко. Во 1 Коринќаните 1 глава 1 и 2 стих. Апостолот Павле вика од Павле, повикан од Бог да му биде апостол на Исус Христос и од нашиот брат Состен. До Божјата црква во Коринт, до вас, кои Бог ве повика да бидете него свет народ и ве направи свети преку Исус Христос, и вас, и сите христијани насекаде, сите што го повикуваат името на Исус Христос, нивни и наш Господ. Вели тука. Кој е црквата? Според апостол Павле. До Божјата црква вика во Коринт. А ако земете да разгледувате историски, во Коринт имаше многу групи. Не една. Во Солун имаше многу групи, на многу места. И Павле кога пишува писмо вика до црквата во Солун. До сите верни во Солун. До црквата во Коринт. До сите верни во Коринт. Не вика на таа адреса, на тоа место што се собрали. Се собира по домови, се собира во синагогите, зависи како кога им беше времето, нели, како што може да направат. Верници кои заедно се собрали на едно место. Кои се тие луѓе? Овде апостол Павле вика, тие се луѓе кои се осветени во Христос и одвоени од гревот. Колку повеќе сме тие и јас осветени во Христос и одвоени од гревот, толку повеќе и мојата и нашата црква ќе биде подуховна и посвета. Не очекувајте еден да смени се или 20 или 5 души да сменат се. Сите сме тие што треба да бидеме заедно. Уште повеќе, во Новиот Завет никаде нема да сретнете дека црквата е институција. Црквата се институционализира во моментот кога црквата стана државна, условно речена, ако така кажем, со Константин. Зошто? Затоа што црквата тогаш направи една копија пандан на државата. Во државата има цар, советници, управители и така натака, и црквата тргна на истиот принцип. Цар, патриарх, старешина, папа, како сакате кажете, и ќе одиме надале. Да, апостол Павле зборува за постување на надзорници, на чувари, на пазачи, на ѓакони и така натаму и така натаму. Тоа сето го гледаме, тоа е вистина. Ама тоа беше за локалната црква, да се изградуваат луѓето, а не да владеат на целиот свет или не знам си како. Такво нешто си дојде како пандан. И затоа црквата денеска мнозина ја гледаат институции, како институција. Ние зборуваме секој пат и за голема, општа, сеопшта црква и веруваме во сеопшта црква во која се сите верници, без разлика дали се тука, дали се во Маџари, дали се во Аеродром, дали се во Ѓорче, во центар или било каде во овој град. Тоа е вистина. Сите припаѓаме на онаа невидлива Христова црква. Ама и секој од нас е црквата. Секој од нас е дел од она што треба да биде сето тоа. Ајде во 2 Коринќаните повторно на самиот почеток апостол Павле, гледате што вели од Павле, наименуван од Бог да му биде апостол на Исус Христос и од нашиот драг брат Тимотеј. И сега гледате што вика, до Божјата црква во градот Коринт и до сите христијани во цела Ахаја. Повторно, писмото е пуштено на сите. Исус рече, јас ќе изграда мојата црква. И вратите на пеколот нема да ја надвладеат. И кога ќе кажеме црква, ние зборуваме во светски рамки.
И ако можам, ако смеам да ве охрабрам, ќе кажам, одете на интернет, проверете и видете како црквата Божја расте по целиот свет. Ние може да гледаме тука кај нас дека оди слабо, дека црквите ни се слаби, дека не се толкави колку што сакаме да бидат и така натаму и така натаму. Погледнете во светот што се случува. Божјата црква расте. Божјата црква не само што расте, туку никој нема да спречи во тој раст. Ја се радував, сум ви кажувал тука во оваа црква, сме го зборувале тоа кога предава во Турција, кога имаше луѓе од Иран, имаше курди, имаше сиријци кои доаѓаа на предавање. Од земји кои нема да очекувате дека има Божи народ. А викаме, фала ти Господи за тоа што се случува. Фала ти затоа што Божјата црква расте. Сега, има еден факт во Библијата. Во Новиот Завет не постои верник кој живее во некој случаен, независен, слободен начин на практикување на верата. Сите кои беа верни, беа дел од локална заедница. Или бара и сакаа да најдат дел од локална заедница. Ако мислите поинаку, дајте може да дебатираме, да видиме дали може да најдеме негде нешто поинаку. Секој верник беше дел од нека локална заедница. Во Новиот Завет е интересно дека кога човек одал од едно место во друго, ќе забележите дека со себе носел писмо. Зашто? Павле, од тој и тој град, од тоа и тоа место, од црквата во Корин, оди во црквата во Ефес, си носи писмо од старешините да ви кажеме, ова е наш брат во Христа. Денеска ни има многу лутајучи луѓе, кои кај да се свртите, да ќе поседите 5 цркви, во 5 ќе ги видите. Имате луѓе кои сите цркви во градот ги знаат и ги поминале во Скопје. Има. Зошто? Затоа што нигде не може да се најдат себе си, бидејќи оваа црква не ми чини, оваа црква не ми чини, проблемот е внатре. Ама за тоа малку подоца ќе видиме и пак ќе речам, ќе зборувам. За вистината на Евангелието се пренесува секој пат и преку поучување и преку проповедање. Ова го кажувам за да го споиме сега со црквата и со нас всушност. Во времето на апостол Павле немаше медиум. Немаше Инстаграм, немаше интернет, немаше Фейсбук, немаше YouTube да слушаш проповеди и така натаму. Начинот на пренесување на пораката беше јас ќе пренесувам на тебе. Јас ти зборувам на тебе. И денеска викаат луѓето, супер, па ево денеска имаме медиуми, денеска е современо општество, јас можам да гледам и на YouTube. Кога јас ќе видам колку ги следеле моите проповеди или на Никола или на другите цркви, вие ќе помислите дека во овој град има стотици и стотици луѓе. Каде се? Јас би сакал да ги видам во црква. Во мојата црква, оваа тука кај што се собираме на ова место и било каде на друго место, ама не дома. Дома не е црквата. Дома ќе е црквата кога двајца и тројца се собрани заедно. Ако сам стоиш пред екранот, не ќе да е црква. Ево и ќе кажам зошто. Вистината на проповедањето треба да се слушне, ама треба и да се практикува. Не е само јас слушам и се полнам, слушам и се полнам, слушам и се полнам. Како ја практикуваш вистината? Всушност, ова сум го спомнал, пак ќе се повторам, кога ние зборуваме за интернет евангелизација, кога некој ќе каже, може би некој нема се согласи. Таа се соочува, таа се судира со најосновниот проблем на евангелието, а тоа е љуби го ближниот како самиот себе си. Кој е мојот ближен во мојата проповед на интернет? На кого јас му покажувам љубов? На кого ти му покажуваш љубов кога стоиш пред екранот и ја гледаш интернет проповедта, а не дојдеш во црква? Ако ќе дојдеш во црква, ќе најдеш луѓе несовршени како себе си, луѓе со проблеми, со тешкоти, кои те нервираат и ти прават проблеми, и тогаш ќе ми покажеш љубовта. Реално и ќе се практикува евангелието, ама точно тоа е поентата на црквата. Јас не знам како поинаку да ја кажам, освен на овој начин. Апостол Павле вели дека праќале писма, всушност на едно место во 2 Коринќаните, мислам 3 глава дека беше, апостол Павле му замераат дека демек не донел писмо за препорака. Дека немало кој да го препорача на црквите. А ние денеска ќе се радуваме оти некој случајно дошол. Оти некој да гости секој пати. Далеко од тоа, никој да не разбере погрешно. Ама кога ќе дојде некој и ќе рече јас дојдов да видам што се случува, тука си барам црква. И ќе шетаме наоколу цело време и нигде не може да си најде црква. Не е во ред. Зошто? Ќе кажа, нема да го оставам така. Во Римјаните,
Во 16 глава таму апостол Павле вика: ви ја препорачувам нашата сестра Фиба. Ова е писмо што Павле го праќа до црквата во Рим. Ја препорачувам Фиба која служи во црквата во Кенхереја. Таа наскоро ќе ве посети. Фиба е во едно место. Оди за Рим. Павле вика: ви ја препорачувам кога ќе дојде кај вас. Јас не сум сретнал кај нас во Македонија пастор да му препорачал на член да каже: оди ти во таа црква, ти си за таму, не си за тука. Ама сум видел мнозина кои заминале од негде без и да му кажат на пастора дека заминале или дека го нема, бидејќи нешто не им било по кеф. Јас се извинувам, ама мора тоа да го кажеме како што си е. Повтор, нели? Зошто требаше писмо? Зошто беше цел ова? Затоа што црквата треба да се заштити. И сакаме да ја заштитиме. Ако некој греши во црквата, во општењето, во собирот на верниците веќе, Матеј 18 кажува јасно: ќе одиш и ќе разговараш со него. Ако не те послуша, одиш со уште еден брат или сестра. Ако и тогаш не те послуша, пред цела црква зборуваш или викаш: извини, сега ќе си одиш. И затоа не можеше кој сака туку така само да налета во црква: браво, ќе те броиме, бидејќи што? Ево тука е. Оти ми треба плюсуше некој да пополни местенце или нешто друго. Јас се смеев кога го спремав ова, прочитав еден пример, вели вака: замислете си пастир кој има стадо овци, нели го чува. И одите кај пасторите и викате: колку овци имаш? Он вика: имам 60 овци плюс 5 што ме посетуваат по 2-3 дена во неделата. Ке дојдат, ке ги наравнам, ке ги напијам, ке ги ошишам, ке ги пуштам, ке си одат па во своето стадо. Смешно е, не? Ами, како може, јас сум член на, јас одам таму и таму, јас, моето општество, моето тело е таму и таму, а јас одам онаму. Објаснете ми го тоа. За нема да тераме оваа парабола до краја, ама реалноста е пасторот, старешината, човекот во црквата, оној кој е одговорен, мора да знае кои се неговите овци. Мора да знае кои се луѓето кои се тука, не неговите. Ќе зборувам малку за авторитетот подобро, ама да знае кои се луѓето за кои е одговорен да ги поучува, да ги охрабрува, кои се луѓето кои сите заедно со него ја сочинуваат црквата на едно место, каде што секој дел од таа црква кој води таму. Ако нема кој да свири клавир, како може да речем денес ќе свири клавир тој што го нема? Мора да знаеме кој е, каде е, тука. Пак ќе речем, писмата беа за заштита на црквата. Не е проблем кога човек од едно место оди на друго. Кога се е во ред, кога имате причина, се селите од едно место, одите подалеку, имате црква која е поблиску. Кога ќе кажем црква, мислам на место на собирање, нели? И викате таму ми е поблиску. Никој нема проблем со тоа. Кога сите знаат што се случува. Ама кога се бега од нешто, не е окей. За жал, мајндсетот денеска е малку поинаков. Бидејќи во дела 5:14 дури ни се вели таму, вика Лука, од друга страна се умножуваше бројот на луѓето што верува во Господ, голем број мажи и жени. И понатаму зборува за бројки. Кога ќе исполне бројките, значи ги преброиле, условно пак речем, извинете, овците. Имаме толку луѓе се собираат. Кога следниот пат ги нема, зошто ги нема, дај да ги погледнеме, да ги побараме. Наместо, колку имате, колку дојдат, толку се наши. Така не може. Браќи и сестри, така едноставно не може да оди. Ако не знаеш кај припаѓаш, најди си црква. Ако не знаеш каде припаѓаш, ако си ги вртал сите кругови, застани и кажи каде треба да бидам, каде е најдоброто место каде што јас, според она што го читав на 1 Коринќаните 12, можам да влезам како дел од тоа тело, да се вклопам во него и да помогнам да расте, да напредува и да оди напред. Ова е апел до сите што гледаат само на YouTube, а не доаѓаат на црква. Да, тоа е реалност. Дојди во црква, стани дел од Божјето тело. Не само пред екран. Тоа е тоа. Кога си онлайн, не си помеѓу нас. Во Новиот Завет читаме дека голем број луѓе вика се преклонија кон Господ. И пак ќе се повторам, ако си приклонет кон Господ, тогаш си придодаден на црквата. На видливата црква. Каде одиш, со кој се собираш, таму сум. И многу важно прашање. Јас го поставив тоа на некои луѓе пред некој време. Зошто баш таму одиш?
а не на друго место. Ако не знаеш, не оди. Тешко е, знам пак кој се каже, ама зошто одам таму? Заради? Зошто не одиш таму? Заради? Сега ќе видиме неколку причини, зашто е многу битно да бидеме сите заедно. Ми се вели дека ќе се вратам много. Не можеш да имаш црква од луѓе кои не се вистински верници, ниту пак може да имаш луѓе кои се вистински верници, а да не се дел од црквата. Каде и да сте били, да сте во странство, за подолго време да сте, да отидете некаде, бараш да најдеш место, верници, да се собереш со нив. И кажеш, дај да видам, дај да се најдам со некој од нив. Дури и тогаш кога јазик не сум знал, па сум сакал да бидам со некој луѓе. Да знам дека сум тука, Божиот дух му сведочи на нашиот дух дека сме синови и ќерки. Знаеш, викаш, леле колку ми оде убаво, или леле, баш се осеќам онака како што треба. Пај да видиме зошто се избегнува црквата. Зошто се избегнува членство, зошто се избегнува одговорноста на некој да каже јас ќе дојдам, ќе бидам тука и ќе служам тука и не одам од овде понатака. И првото нешто што мислам и верувам дека е дека ова е духовен проблем. Или е проблем на греф, не сака човек да дојде во црквата и ќе го видат кој е каков и се вика леле ќе ме препознаат, ќе ме видат. Или има некоја мака внатре, или има некоја мака заради која му е тешко. Стварно има духовна мака. Зошто некој не би кажал, сакам да бидам член или сакам да бидам дел од една заедница? Ако е вистина ова што го читавме од 1 Коринќаните 12 глава, тогаш во заедницата се поддржуваме едни со други, се подкрепуваме едни со други, си помагаме едни на други, покажуваме љубов едни кон други, сакаме да работиме, да живееме заедно, сакаме да учествуваме во животот еден на друг, за да може не само Божјото дело да расте, и ние да се радуваме дека имаме заедништво. Господ го создал човекот да не биде сам. На самиот почеток, во битие, не е добро човекот да биде сам. Имајте го тоа, но Бог создал две институции. Бракот и семејството и оно што го нарекуваме црква. Заедништво на верни луѓе, од кои секој, пак ја речам посебно, си бил тука. Да ти се помогне, да ти се служи. Јас сакам да бидам под раководство нечие. Сакам да има некој кој ќе ме води, кој ќе ме поучува, кој ќе се грижи за мене. На кој ќе му биде важно дали ме има или ме нема во клубите. Замислете си дека никој не му е гајле кај сте. А таква е ситуација ако сте само онлайн. Не ти знам од каде гледаш, не ти знам што ти е макат. Тоа е вистината. И одеднаш, ама мене никој не ме гледа, мене никој ништо не ми помага. Аз тебе не те познавам. Сакаш помош, сакаш близкост, сакаш заедништво, сакаш да искушиш љубов од ближните или сакаш да бидеш ближен, ќе најдеш црква. Ќе влезеш и ќе останеш во неа. Апостолот, писател, дај така да кажем поточно, во Евреите 10:25 вика да не изостануваме од нашите заеднички богослужби, како што некои тоа имаат обичај да го прават, туку напротив, да се охрабруваме едни со други. Едни други забележувате. Ова е контакт. Особено сега, кога гледате дека се приближува денот на враќањето на нашиот Господ. Колку поблиско сме вика до Божјото враќање, толку повеќе ќе ни треба блискост и заедништво. А сатаната ќе направи се да не одвои од таа блискост и од тоа заедништво. Ќе најдеме луѓе што ни пречат, ќе најдеме луѓе такви, онакви, се ќе ни пречи и ќе рече, сега сум сам, сега никој не ми пречи, и одеднаш ќе сватиш дека па стварно сам си. Тогаш веќе имаш сериозен повторно духовен проблем. Ама ние знаеме да кажеме, јас не одам во црква бидејќи. Еден пастор ми се пожави, вика кај мене членот ми кажа, во оваа црква веќе немам доволно духовна храна, јас ја надраснав црквата. Слава на Бога, требало да го постават пастор. Па да ги поучи другите малку повеќе. Ама тука не добивам духовна храна. А вложуваш ли нешто внатре во црквата? Ама овде мене ми пречи ова или она. Фино. Ако си дел заедништвото, седни, разговарајте, да го решиме тоа. Кога ќе ви се случи нешто во телото, имате проблем. Не викате ми е гајле раката, нека го бере гајлето. Се собираме сите, гледаш, ќе пробаш, ќе се обидеш, ќе направиш нешто, имаш посекотина, ќе гледаш да ја решиш. Ако има проблем, ќе седнеме, ќе работиме, ќе го решаваме заедно. Ако има заедништво, ако работиме како тело Христово. Најчесто проблемот е духовен. Или човекот не знае што верува,
или не сака да верува, или мисли, јас сум најдобриот, јас научив се и веќе ништо не ми треба. Или пак живее во грев, како што реков на почетокот, и му е страфот и некој ќе го открие. Ништо од ова не е окей. Втората причина. Ова е проблем поврзан со заедништвото на верните. Не е само духовен проблем, поврзан и со заедништвото на самите верни. Во Евреите 10:24 ни вика да размислуваме како еден со друг да се поттикнуваме на љубов и добри дела. Колку би сакал ова да беше стварно вистини да го практикувате секој ден и за мене и за другите. Да дојде било кој од црквата да му каже на другиот, тебе те бива за ова, дај направи го. Тебе Господ ти го дал ова и да направи го тоа и тоа. Вклучи се во ова, терај на овој начин. Човекот да каже, да бе стварно Господи, како фала ти што ми проговори преку тој човек, одиме напред, дај да направиме нешто. Ама ние сме многу често, оно што се смеја, знаете по вицовите на IT технологија. IT работи, јас ќе ти кажам што да правиш. И сето тоа заедништво после, тука што ќе биде, се сведува ти треба да направите нешто, а јас сум тука конзумерат. Ако сме сите заедно ќе влечеме. Ако сте виделе запрега на коњи, барем на филм, сигурно ако не сте виделе на живо. Кога си впрегнат внатре, сите заедно влечат. Ако не кеш да влечеш, другите ќе те влечат, ама пак ќе одиш напред со сите. Ама ние сакаме да не сме врзани во заедништво, да трчаме од страна. Ние сакаме заедништво кога ни одговара, ама да бидеме од страна кога ќе ни речат, како да од заедништвото сега имаш одговорности. Привилегија имаш, браќи и сестри, одговорности имаш дел во работата, во тоа што треба да се случи, а фала. Јас за тоа не сум се запишал, ќе се повлечеме назад и ќе се застанеме. Ние имаме потреба еден од друг. Да не даде Господ да поминуваме низ тешкоти и маки, па да бараме браќи и сестри да ни дојдат околу нас, да не поддржуваат и да не пазат. Ви треба човек да се радувате, ви треба човек да плачете. Ви треба луѓе за се, тоа е вистината. Тоа е реалноста на ситуацијата. Во 1 Коринќаните 1:9 апостолот Павле вика, во Бог може да имате доверба. Тој ве повика да се здружите со неговиот син Исус Христос, нашиот Господ. Црквата е заедништво со Христос и со сите оние другите кои се во заедништво со Него. Кога некој ќе каже сакам црква, ама сакам да сум надвор од неја, тој вика јас некам заедништво со браќа и сестри. Многу е интересно зошто се користи браќа и сестри. Браќата и сестрите не ги бирате. Пријателите може да ги изберете, а браќа и сестри не можете да изберете. И затоа Бог вика, вие сте браќа и сестри во црквата. Не се бираме еден друг. Господ не избрал, не собрал заедно за лошо, тука сме сите. И не можеме едноставно да кажеме, него сакам. Сакај го, него сакај во фамилијата ти. Во фамилијата сме заедно. И кога така ќе го сватиме, сваќаме дека ние сме врзани заради Христос. Да не е Христос, со никој луѓе со животот не би разговарал. Ова не е за фал, ова е факт, ова е реалност. Замислете си, седнете, замислете си. И гледате што вика во 1 Јован 1:3, за да ни се придружите и вие во општењето што го имаме со таткото и со неговиот син Исус Христос. Поентата на луѓето, кога се вклучуваат во локална црква, во локална заедница на верни луѓе, е да се вклучат заедно во општењето што луѓето веќе го имаат со таткото и со синот Исус Христос. Како знаеме дека може да бидеме дел од тоа? Затоа што има Божи дух во нас, кој го сведочи на нашиот дух дека сме синови и ќерки Божи, и затоа можеме да имаме општење и со таткото и со синот, и со браќите и сестрите на крајот на краиштата. Инаку немаме ништо. Готови сме. Имаме заедништво со него. И затоа апостолот Павле повторно, ќе го спомнам него, зборува: трудете се да живеете достојно на радосната вест на Христос. Без разлика, дали сум со вас и можам да видам што правите, или сум одсутен, сакам да слушам само добро за вас, дека еднодушно и сложно се борите за верата што произлегува од радосната вест. Без разлика дали има пастор или старешина што ви виси над главата, треба да слушаме добро нешто за луѓето. Треба да слушаме нешто добро од некаде. Македонија, браќи и сестри, е многу мала земја. Толку е малечка, ево ќе ви дадам предизвик. Прашајте 4 луѓе и ќе најдете било кој. Ќе го најдете било кој. Го познаваш ли тој? Чека преку овој, преку оној, ќе најдете некој што некој го познава.
Мала земја сме. Знаете колку убаво да ви каже некој, оној човек таму е прекрасна личност. Знаеш, одел во црква. Не е слава ти Боже. Наместо да криеш во твојата црква доаѓа. Тогаш е страшно, тогаш е опасно. Таа работа. Ако сакаш охрабрување во животот, љубов во животот, сочувство, најди си црква. Најди си, затоа што тоа ќе биде најчистиот израз на сето тоа. Љубовта не се љути, не се замерува, не си го бара своето. Ајде да не одиме 1 Коринќаните 13 глава, цела да ја врвиме. Зошто некој не би го сакал заедништвото на црквата, по која може да има се што може да му затреба и ќе сака да биде сам, и зошто ќе мисли дека тоа е подобро? Патем, кога вртите 100 цркви, кога вртите низ сите цркви, нема начин да имате заедништво и блискост. Ќе имате 1000 пријатели кој на Фејсбук, а ќе немате на кој да се обратите кога ќе имате мак. Факт, вистина, од која не можеме да избегаме. Нај да продолжам јас, затоа што времето ми тече. Затоа ако наоѓате охрабрување во фактот дека сте Христови следбеници, ако неговата љубов ве утешува, ако имате заедништво со Светиот Дух, ако сте чувствителни и сочувствувате еден спрема друг, тогаш потрудете се мојата радост да биде целосна. Како? Со тоа што ќе бидете сложни, ќе се сакате и здружени ќе се стремите кон иста цел. Павле вика црквата, заедницата на верните се стреми кон иста цел. Кои се целите, нема сега да навлекуваме. Трета причина, зошто не се сака да се биде дел од црква, е проблемот на прифаќање авторитет или авторитети. Јас не ќам никој мене да ми каже што ќе се прави. Па извини, ама кај да отидеш да работиш, ќе има некој што ќе ти каже што ќе правиш. Кај да си, што и да си, ќе има некој што ќе ти каже што и како треба да направиш. Не веруваш? Качи се во коло, тргни да возиш, црвен семафор, ти вика стој. Кој си ти да ми кажеш да застанам? Ајде префрлете го сега тоа во црквата. Јас во црква треба да имам авторитет, некој да ми каже што треба да верувам и како да верувам и што да правам. Мора да го има тоа. Зашто? Затоа што Бог така ги поставил работите. Ама јас тоа не го сакам. Кој проблем? Затоа, тоа е една од причините што ќе се тргнат луѓето на страна. И знаете кој е најчест одговор кој така ќе каже? Јас сум под авторитетот на Христос. Јас Господ си го слушам. Стварно? Стварно. Океј. Ај тогаш кажи ми како го слушаш Господ. Од каде учиш за тоа како треба да го слушаш Господ? Јас сам си учам. Или како што е, јас на интернет си ги учам тие работи си ги гледам. Стварно? Стварно. А кај знаеш дека тоа е како треба кога немаш група луѓе со кои можеш тоа да го продискутираш? Една од најопасните работи за време на ковидот беше осаменоста на луѓето. Тргнати на страна, секој за себе, секој се плаши, немаш можност да седнеш и логички да разговараш, да размениш идеи меѓу себе, за да дојдеш до некој паметен вистински заклучок. Некој се е страв цело време, некој се е дезинформации, ти немаш со кој да седнеш да го направиш оне домакински муабет и да видиш што е реалност, што не е реалност, што се глупости, што се реалност. Некој ќе ти каже, ај размисли малку за овој резон. Сатаната тоа го сака. Излези од црквата, стои си на страна, ти си самиот, тебе Господ ќе те учи, ќе се научиш на интернет, кај ќе го примениш тоа што ќе го научиш, па во мојот живот, ама немаш ближен, уште поарно, не мора да го применам тогаш, и значи сум останал сам за себе и никој друг. Кај ми е крајот? Ниде не ни е крајот. Целото писмо од Бога е дадено за поучување, покарување и усовршување на Божиот човек. Проблемот на шетањето од црква во црква, проблемот на шетањето од веб страна на веб страна, од YouTube канал на YouTube канал, е фактот што никогаш нема да добие здраво, солидно познавање на Библијата. Зошто? Затоа што барем сите кои проповедаме, кои зборуваме во црквите, сакаме и се трудиме да одговориме со пораката на луѓето кои се во самата црква. Сакаме да дадеме темел, па врз него да градиме, па знаеме што сме кажале, па одиме понатаму и сакаме да изградуваме. Дали ќе е курс, дали ќе е тренинг, дали ќе е било што друго. А ти не можеш да одиш од место на место, од место на место и викаш од сегде фатив помалку. Супер е таму музика. Може би е, браво.
Прекрасно е таму словото, многу во слово слушна денес. Да, ама било една порака, не било цел блок на поуки од кој можеш да растеш. Врати се, најди си чаре, иначе имаш сериозен проблем. Бидејќи ако немаш систематско познавање на словото, имаш дуки. А систематско познавање на словото се добива кога имаш учител на едно место. Познавате сигурно луѓе што 10 факултети смениле во животот. И смена 10 факултети од ниједен не заврши. 1, 2 се случува, ама 10, 5, 16. Добро. Се додека ти е убаво во животот, се додека немаш проблеми во животот, никаков проблем нема да имаш со тоа што од црква во црква скокаш. Во моментот кога ќе заглавиш, твојата вера нема темел. Ти го немаш библиското знаење кое ќе ти даде сила и цврстина. И затоа ако некој ти каже, барам црква, каква црква да најдам? Како би му одговорили? Најди си место кај што ќе те ценат, кај што ќе те држат на раце, кај што ќе те изслушаат цело време, кај што ќе ти викаат да цело време. Тој е најубава црква. Цело време ќе те мазат, ќе те пазат, ќе те чуваат. Или ќе речеш, најди си црква кај што се проповеда вистинското слово. А вистинското слово е како меч, како нож. На моменти ќе те боли, на моменти ќе те лечи, на моменти ќе речеш слава ти Господи за оваа црква, на моменти ќе речеш што му требаше, душата ми извади. Ама тоа е реалноста. Затоа е црквата. Да може да се поучиме и да одиме понатака. Црквата не само што проповеда за авторитет, црквата и го приложува авторитетот. Значи, кога ќе видиме дека некој не работи како треба, ќе речеш, брат, не е во ред. Сестро, ова не чини вака, дај да го поправиме. Наместо, што сака нека прави, не од нашите. И толку, што сака нека прави. Нека се живее во грев. Ние ќе се тргнеме на страна, толку не. Ајде уште две работи имам, што сакам да ги спомнам и брзам, значи. Друг проблем зошто се избегнува црквата е проблемот што го спомнав со служењето. Бог на секој од нас ни дал дар. Тоа го читавме по 1 Коринќаните на почетокот, по 12 глава. Секој од вас кој има Христос има дар. И тој дар ни е даден зошто Христос надарил некои луѓе да бидат апостоли, други да бидат пророци, некои да бидат евангелизатори, други духовни пастири, други учители. Кога ќе седнете да ги броите духовните дарови, ќе има еден куп. И вистината, библиската вистина дека секој кој го има Христос за своето срце, секој кој го има Божиот Свети Дух, Бог му дал дар. Кој не му е даден за да се фали, кој не му е даден да прави шоу, туку му е даден да служи на телото. Сите што сте тука собрани, што го имате Христос како спасител, имате дар. Пронајдете го, искористете го, целото тело оди напред, целото тело расте. Ама јас не знам кој е коментар. Баре го од Господ, прочите неколку глави таму во Библијата. Ефесијаните, 1 Коринќаните, 12 до 14 глава, ќе кажеш, па мен ова ми лежи. Разговарај со некој повозрасен, посериозен старишина пастор, ќе ти каже. И готово. И ќе го најдеш. Твојот дар е за некој друг. Имаме ние одговорност, затоа што вика тука. Зашто? За изградба на телото Христово, она што го зборувавме. Вика, тие треба да обучат, тие луѓе што го имаат дарот, Божите луѓе за извршување на неговото дело, изградба на црквата, духовното Христово тело, сето дека сите заедно не постигнеме единство во верата и во познавањето на Божиот Син, со што ќе станеме целосно зрели според возвишените стандарди што ги постави Христос. Што е важно? Ние ќе го употребиме нашиот дар за другиот во црквата, за јас во црквата да можам да растам кон стандардот што го поставил Христос према мене. Кажав дека е духовен проблем, дека е прашање на заедништво, дека е прашање на авторитетот, прашање на служењето, тоа е и прашање на евангелизирањето, што мене многу ми е важно. Сакам да го нагласам тука. Зошто е прашање на евангелизацијата? Слушај, јас сакам да ти кажам за Христос, сакам да ти кажам како да се спасиш. И ти му го објаснуваш евангелието и веќе сега што? Епа ништо. Како ништо? Додам од сега, немој, таму се лоши. Епа кај да одиш? Епа не знам кај да одиш. Ние во нашето евангелизирање не смееме да ја заборавиме црквата. Ние викаме на луѓето, ќе поверуваш во Господ како спасител и ќе станеш дел од црквата, од Божиото тело. Тие две работи одат заедно. Зошто имате евангелизации,
луѓе се обраќаат и ги нема во црква. Затоа што не им кажуваме дека спасението е поврзано со служба, поврзано е со заедништво, поврзано е со авторитет. Кога ги поврзаме тие работи, евангелизирањето ќе си дојде самото тука. Кога му сведочиш на човек, а ти не си дел од црквата, моето прашање, што сакаш ти уствари да направиш со него? Која ти е целта? Да не биде она што Исус им го викаше на фарисеите, ќе го свртите цел свет, да донесете еден и ќе го направите бетер од вас после. Да не даде Господ таква нешто да се случи, браќа и сестри. Ние, и јас се наоѓам себе си во таа замка, ние знаеме да сведочиме, а да не инсистираме дека треба и црквата да биде тука, тој е вториот дел. Само ти спаси се, лесна работа, спаси се, ама што ќе правиш после? Треба си дел од нешто, треба да продолжиш да станеш дел од една работа. Нова заповед ви давам, љубете се еден со друг, како што јас ве засакав, така и вие да се сакате еден со друг. И ако се сакате еден со друг, луѓето ќе знаат дека сте мои ученици. Јас му сведочам на некој, не му зборувам за црква, бидејќи црквата е толку лоша што ни јас не одам во неа, и сакам да кажам дека на тој начин правам Христови ученици. Епа извинете, ама така не оди. Стварно не оди на тој начин. Ова не оди. Ако го припагаш на Господ, припагаш на црквата. Имаме духовен проблем, прашање на заедништво, на авторитет, на служење, на евангелизирањето. Погледнете црквата тука што сме собрани. Свртете се наоколу, видете се тука кои сте, што сте. Црквата ја донесовте сите. Седнавме заедно, сите овде што сме заедно, сме оваа црква. И оваа црква што е овде собрана не е резултат на мене, не е резултат на тебе, тука е резултат на Христос. И затоа што е резултат на Христос, имаме кон Него одговорност. Се што се случува во црквата, тоа е цитат од друг, што е за слава на Бог, е направено преку силата на Бог и Неговиот Свети Дух. Така вели еден автор. Се што се случува во црквата што е за слава на Бог, што ја кажеме, види колку убаво беше пеењето, ова е стварно за слава на Бог, тоа се случува само заради Божјата сила и Божјиот Дух. Не заради човекот, не заради мене. Да не заборавиме дека нема објаснување зошто сме сите заедно. Нема објаснување зошто една црква е собрана на купче и како тие луѓе се собрале на куп по човечки. По човечка оваа група луѓе никош не би се собрала заедно. Не се трпам со овој, не се сакам со оној, тој ми пречи, тој ми е ваков, тој ми е онако. Бог не собрал заради него тука заедно. Кога сме ние слаби, тој ќе биде силен. Кога не имаме проблеми, тој ќе биде нешто ќе ни помогне. Ти си црквата која ќе дојдеш тука. Ти си црквата која ќе бидеш заедно со другите што веруваш како тебе. Искрено ја сакам оваа црква да биде место каде што Бог ќе го излие својот благослов. На секој од нас посебно и на секој од нас заедно. Заради тоа што пак ќе кажам, се што се случува во црквата, што е за слава на Бог, е направено преку силата на Бог и Неговиот Свети Дух.